Овде мора да се разграничат две случаи. Дали таков столб веќе е поставен или Евана планира да го постави. Правно гледано, ова прашање се решава со институтот експроприација. Значи, за поставување на далновод или било каква електрична инсталација, што поминува низ приватен имот, мора да се помине постапката за експроприација. Таа постапка се спроведува на начин што правното лице кое што има потреба за експроприација, најпрво се обраќа до лицето и му дава го известува дека треба на неговиот имот да се изгради одредена инсталација и лицето може да прифати или не. Во таа понуда се понудува и определен надоместок. Колку лицето одбие да го прими тој надоместок и да дозволи да се изгради таква инсталација на негова приватна сопственост, тогаш правното лице кое што има потреба да се постави во овој случај тој далновод, си поведува постапка за експроприација. Постапката за експроприација се води пред Министерството за финансии и Министерството за финансии одлучува дали ќе се оствари таа експроприација. Во секој случај лицето кој има поставен далновод или бандера или било каква друга електрична инсталација има право на одреден праведен надоместок кој што не може да биде понизок од пазарната вредност на оној дел од недвижноста кој што се користи. Надоместокот го плаќа правното лице за чии потреби е експроприиран тој дел од таа надлежност. Во конкретен случај тоа е Еван.